Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Читање од Евангелието според Матеј 7 глава. Не судете за да не бидете судени. Зашто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди. И со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а ете, не ја забележуваш гредата во твоето око? Или, како ќе му кажеш на твојот брат, дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а ете, гредата е во твоето око? Лицемере, прво извади ја гредата од твоето око и тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Тоа што е свето не го давајте на кучињата и не си ги фрлајте своите бисери пред свињи, за да не ги изгазат под своите нозе и откако се вратат да ве раскинат. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли ќе добие, и кој бара ќе најде, и на оној кој чука ќе му се отвори. Има ли меѓу вас човек кој, ако неговиот син му побара леп, да му даде камен? Или, ако му побара риба, да му даде змија? И така, ако вие кои сте зли, умеете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе вашиот татко кој е на небесата, ќе им даде добро на оние кои бараат од него. И така, се што сакате да ви прават луѓето вам, правете им го и вие истото, зашто тоа е основата на законот и пророците. Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и широк е патот што водат во пропаст, и мнозина минуваат низ нив. А тесна е вратата и тесен е патот што води во живот, и малкумина се оние кои го наоѓаат. Чувајте се од лажните пророци, кои доаѓаат при вас во овча облека, а од внатре се грабливи волци. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грози од трње или смокви од чичка? И така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Добро дрво не може да дава лоши плодови, ниту пак може лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод, се сече и се фрла во оган. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. Зашто не секој што ми вели Господе, Господе, ќе влезе во небесното царство, туку оној кој ја извршува волјата на мојот татко кој е на небесата. Мнозина во оној ден ќе ми речат: Господе, Господе, зарем во Твое име не пророкувавме, и во Твое име не протерувавме ли демони, и во Твое име не правевме ли големи дела? Тогаш ќе им одговорам: никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие беззаконици. Затоа, секој што ги слуша овие мои зборови и ги извршува, ќе го споредам со мудар човек кој ја изградил својата куќа на камен, и заврна дождот, и надојдоа поплавите, и дувнаа ветровите, и удрија на куќата, но куќата не падна, зашто беше втемелена на камен. А оној што ги слуша овие мои зборови и не ги извршува, ќе го споредам со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, и заврна дождот, и надојдоа поплавите, и дувнаа ветровите, и удрија на куќата, и таа падна, а падањето и беше страшно. И кога Исус го заврши овој говор, народот беше зачуден од неговото учење, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како нивните книжници. Божи благослов. Амин.